Благодарам многу. Јас се радувам што се согласуваме, да. Значи во многу работи. Сега секако убаво е да има и различно мислење, па да има и дебата околу тоа. Ви благодарам што го зачнавте проблемот на архитектурата. И сега тука пак доаѓаме до тоа јавна национална. Пак доаѓаме до истиот проблем. Значи, истото се случува и тука. И сега, кога се однесува архитектурата, морам да кажам, мислам дека министерката ќе се согласи со мене дека досега архитектурата не беше баш соодветно третирана во културата. Мислам дека може многу повеќе внимание да се обрати. И многу повеќе поголем надзор, особено кога се однесува на онаа традиционална архитектура, бидејќи тука имаме голем проблем. Тука имаме нарушување на многу нормативи. Значи, гледаме изминативе. Значи, јас нема сега да лоцирам дали тоа било изминативе 4 или 15 или 20 години. Јас велам изминативе 30 години. Што се случуваше? Па ева и сега последниот страшен момент во Стара чаршија. Значи, јас пак ќе кажам, во Стара Скопска чаршија со промена на ликот, на изгледот на култната Менада. Мене тоа мислам дека е страшен момент, а тоа зафаќа во архитектурата, именно. И затоа мислам дека кога ќе дојде, вчера се најави Законот за заштита на културно наследство по скратена постапка, дека тука мораме да бидеме многу внимателни, особено во тој дел на архитектурата, бидејќи тука мора да бидат јасно определени големи казни. Јас би ставила најголеми казни за такво скрвнавање, бидејќи тоа не сме да се дозволи, затоа што ние од вакви нерегулирани работи доаѓаме до ситуација да имаме проблеми со културното наследство, како што гледаме со Охрид што се случува. Значи, да не го скокаме тој момент. И тука затоа се поврзувам, бидејќи во моментот на децентрализација, министерке, многу внимателни мораме да бидеме во однос на културното наследство. Бидејќи ние гледаме дека ако се остави културното наследство на локално ниво, многу добро не се менаџира. Да. Продолжите. Така. Значи тој момент, и затоа сметам дека во Законот за заштита на културно наследство не треба да има само согласување, тој закон треба сериозно да се отвори и таму многу проблеми да се решат. Да, таму треба многу да се решат проблеми, бидејќи таму не е доуредено. Ние имаме сериозна опасност за културните добра кои што се на регионално, на локално ниво, не се грижи никој за нив. Видовме што се случува со Охрид, гледаме што се случува со многу археолошки локалитети, но и со културното наследство од духовен карактер, значи нематеријалното, каде што елементи кои што не се ставени на листа на УНЕСКО, а треба на локално ниво да се грижат и локалната заедница, односно локалната самоуправа да дава средства, тука имаме страшен проблем. Значи, затоа со денационализација многу внимателно ќе треба. Мој предлог, дури и јас сум го пишувала јавно, тоа е дека културни добра, заштитени културни добра, дека не треба да бидат на национално ниво, не на локално ниво. Значи, јас Охрид би го одземала ингеренцијата, за Охрид би ја одземала од општината, бидејќи се покажа дека не функционира тоа, така да тука исто имаме тема за дискусија. Во однос на амбасадорите за култура, драго ми е што се согласувате со предлогот, меѓутоа јас ќе кажам и ве министерката каже дека изминативе години немало никој, меѓутоа зошто немало? Дали тоа државата не била заинтересирана да назначи амбасадори за култура или немало воопшто тој момент се назначиле во едно време па толку застанало тука? Значи не, напротив, ние треба да ги анимираме луѓето. Министерството треба да ги поттикнува уметниците надвор да бидат застапници на македонската култура. Значи, кога кажа македонската, мислам на државната, на Македонија. И во исто титулата национален уметник. Значи, имаме, сите се важни, но има некои кои што направиле екстра. Значи, ние не можеме да кажеме дека Есма не беше заслужна да биде национален уметник. Или Милча Манчевски. Или Владко Стефановски. Значи, има некои луѓе, да, сите придонесуваат, но некои малце повеќе од другите. Некои се поафирмативни во уметноста, не се сите исти, секогаш некој малце поталентиран, погенije отколку другиот. Така да
Пак ќе кажам дека тргањето на титула амбасадор и национален уметник, јас не се согласувам, нема финансиски импликации, а доколку се изменаџира добро, доколку се насочи добро, може да биде корисно за државата. Не би должела, затоа што гледам дека 12:05 ќе не избркаат каде е да еве дојдоа и за дезинфекција, така да ви благодарам и драго ми е што имаме убава дискусија, се надевам ќе продолжиме во овој правец. Ви благодарам.